со своето појавување направи една мала револуција во албанството, да кажеме, зашто не беше само во историја, туку отвори полемики и додаде новини за кои албанската историографија до тој ден можеби не беше толку свесна. Да почнам со тоа да кажам зошто ми е посебна ова книга и зошто ми е важен овој настан. Се работи за тоа дека јас можеби сум едниот со помал интензитет, но виртуелен член на некоја фан група на ова книга. Се работи за еден широк спектар на луѓе кои ги знам, претежно албанци, кои ова книга ја купуваат на сите јазици, ја делат, ја споделуваат со своји пријатели и повеќето од нив секогаш се пријатели не албанци, се со цел некако да послужи како алманах за запознавање со карактерите и историјата па и географијата на албанците, и затоа ми представува посебна чест. Друго што сакам уште од почетокот да го наведам е една мала згода до тоа како дојде да се појави ова книга на македонски јазик, иако и претходно, значи, многу членови на ова, така да ја речам, фан мрежа за ова книга. Професорот Владимир Милчин, тогашен директор на нашата фондација Отворено општество во Македонија, беше прочитал колумната на господинот Роберт Несими за значајот на ова книга и за кај нас и воопшто за албанците, и при еден муабет со мене ми кажа: има една книга за која Роберт пишал и како да ја најдеме таа книга, така ли е, и кога почнав јас, зашто веќе бев таен член на таа фан група со која книга, и после и јас ја видов колумната, па зборавме околу тоа и дојде до идејата, значи, да се најдат преведувачи, да се заинтересират за авторските права и така натаму. Институтот кој ги има овие права во Германија беше подоста соработлив со нашата фондација, успеевме да ги добиеме правата. Исто така, значи, преведувачката господјата Елизабета Линнер беше ефикасна и на време, и морам да споменам, значи, за господја Јасмина Дамјановска и Ема Марковска Милчин, која волонтерски прифатија да бидат уредници на ова македонски издание, и имам таа прилика посебно да им се заблагодарам и во моје име и во име на фондацијата за овој нивен макотрпен